Драги пријатели на фолк музиката, добре дојдовте во новото издание на музичката емисија Музички филиграни, која се емитува на Радио Пела на фреквенција 96.8 FM и на радио порталот, интернет порталот radiopela.mk. Денешни гости се групата Маестрал од Битола. Не се во полн состав, имаме двајца членови, Рубин Илиовски и Александар Бацулов. Јовановски Бацулов. Добре дојдовте. Добре ве најдовме, благодариме за поканата. Да. Како прво прашање би поставил од колку членови е составена вашата група и на кои инструменти свират вашите колеги? Па вака, како прво да ви се заблагодариме во моје лично име, во име на Оркестар Маестрал за поканата. Оркестарот Маестрал се состои од 6 членови. Кларинет и саксофон свирам јас, Рубин. Бацулчето, како што го најавивте, бубњар, тапани, Јове Мандровски бас гитара, Александар Тасевски соло гитара, Саше Петковски синтесајзери, клавиатури и Иле Митревски ни е вокал и по потреба и армоника. Така е. Рубин, од кога постои вашата група? Како група? И како дојдовте до идеја да се формирате? И чија беше идејата да се викате, да се нарекувате Маестрал? Па вака, сега многу пати која година е составена група? Значи Оркестарот Маестрал е составен уште далечна до 88 година, уште во оние средношколски денови. Како дојде до идеја Маестрал? Маестрал иначе во превод значи тоа е тивко ветре кој што дува во Јадранот и уште во средношколските клупи кога учевме по географија, значи тоа ни беше како лекција за да ја учиме. Името ни зазвучи многу убаво и така имавме неколку полемики околу оркестарот како да се викаме и ова го име го одбравме како едно од најубавите, затоа што значи тивко ветре, она кое ви ги гали срцата. И затоа се одлучивме да биде ова име. И се покаже како навистина добро. Во овие години, дали имате претрпено измени во група? Мислам дека беше шопето на тапани на местото. Па еве колегата нека кажи, пошто тој е компетентен. Познавам тоа што е, ама која година смена дојде на тапанарското место, не знам. Да ги поздравам и јас гледачите на радио, слушателите на Радио Пела. Значи, поздрав до Тони Шопески. Моментално живее во Австралија. На негово место во Маестрал сум јас. Значи, 2006 година, октомври месец, Тони замина за Австралија. Од тогаш па до ден денеска на негово место сум јас во Оркестар Маестрал. Сакам да ги поздравам моите колеги и да кажам нешто што јас во тоа време бев дете и му се заблагодарувам што... На колку години вас почна тогаш? Па 20 години. На 20 години. Не дете, меѓутоа за нив бев дете и му благодарам што се сите прекрасни луѓе и што ме направи јас да видам таков човек како нив, како сите. И заради тоа Оркестарот Маестрал функционира 30 години заедно. Значи во ист состав, јас замена за шопето, ради тоа што сите сме погодени исти сродни души. Јас сакам не би функционирало. Јас сакам да се надоврзам на ова околу нашата промена околу тапанаро. Значи Бацулчето како што е познат меѓу народот, значи се покажа како најсоодветна замена за Тони Шопето. Тони Шопето, мислам знаете и вие, знаете и вашите слушатели дека е од Бучин и доста долги години тој беше во оркестар.
И па од 88 до 2006 некаде колку и да 18 години. 18 години тој беше во 18. оркестар и годинава ќе ни биде и тој Гостин на- гостин на нашиот юбилеј. јубилеј, да. 30 годишни. Како што знам јас, а и вие еве надополните, каде најмногу свирите ви, освен на свадби. Значи ве имам видено и на прослави, по манастири, Вака. Слави. Значи сегде ви. кога станува збор околу музиката, значи не бираме каде би свиреле, на секоја покана се одзиваме. Значи дали се работело за во манастир, за во црква, на фамилиарни веселби, значи секаде. Секаде, До сега да, како што знам. до сега и кај што сме можеле да со нашето присуство да речеме да допринесеме нешто, да поможиме, секогаш сме биле отворени за соработка. И така ќе продолжиме. Вие сте, можам да речам дека една од најстарите музички групи на регионот овде, Пелагонискиот регион. И Па- има некој постари од вас. Па колегата Иле на овие турнеите секаде низ светот кај што одиме, значи тој кажува вели 30 години, навистина звучи пример деме како стари. Вели не сме толку стари, многу Рано млади почнавме. почнавме, вика. Така да па може да се каже дека не само во овој регион, значи во Пелагонискиот, можам и пошироко да потврдам, значи на ниво на цела држава дека мислам дека нема друг оркестар со 30 годишно искуство. И така единствена екипа. Може би има, Единствено. ама Така, со сменати со, членови. така, Да, со, да. така. Има многу промени по групиве, Да. значи вие само една досега, јас како што ја знам, Значи и Па, таа, Макарско место значи, има премена. значи вака, и таа промена немаше да биде кај нас. Така. Меѓутоа се колегата си се одлучи, значи живее таму, да. да живее таму, си се Затоа дојде до си се промена. жене и затоа дојде до промена. И да се врати во Македонија да живее, пак ќе биде наш член тој. Да. Каде најчесто свирите, пример, на свадби, на... Па свириме скоро низ цела Македонија. Низ цела? Значи низ цела Македонија, претежно да речам, од свадбите ни се Пелагонискиот регион, Регион. значи Прилеп, Битола, Ресен, Демирхисар, Кичево. Кичево, Охрид, Да. Струмица, Скопје, значи секаде не има. Како што ја пратам ситуацијава, јас најмногу, значи најбарани сте нашиот регион овде, Пелагонискиот, посебно Кривогаштанска општина. Така, значи еве да искористам ова прилика да ги поздравам сите. Се вие сте стара група, не ви треба промоција преку Така, радиово едно така, друго, не, не. вие уз разговор вака Не, и радиово да го промовираме, ама ете така и да му кажеме на гледачите дека стварно така, значи да ги Маестрал е да ги присутно. поздравам значи овој регион, Пелагонискиот регион посебно, затоа што да речем поддршката ни ја даваја изминативе сите години. Значи и се уште ни ја даваат. Мислам дека и ние за возврат Да. сме се докажали и покажале. Ете една голема благодарност од оркестар Маестрал до сите, на пример, што не поканиле на свадбите и оние кои што не побарале, не сме можеле да одговориме ради што сме биле зафатени, ради тоа голем поздрав. Дали можеме да одиме со првата песна? Мислам дека Девојче од мојата мала е одбравна. Па девојче од мојата мала ја Што ќе кажеш одбравме. посебно за таа песна? Па девојче од мојата мала, значи се издвојува од многуте наши песни како да речем како лична карта. Таа ни е првиот албум ни е снимен и насловен е како Девојче од мојата мала и таа беше еден голем хит. Која година? 93 година е снимена првата касета на оркестар Маестрал и до ден денес значи е многу барана на фамилиарните веселби. Значи до ден денес значи нема некој да не ја побара по свадбите и општо по сите фамилиарни веселби. Ти ми рече се уште ме сакаш, јас ти велам дека ке те чекам. Еј девојче од мојата мала,
ti velam дека ке те čekam, ej devojče od moja ta mala. Komšivče crno oko boje, sve što imam sve ke vide tvoje, samo nemoj mene da me lažiš, ja te molam istina da kažiš. Ti mi reče se ušte si mala, ti mi reče se ušte me sakaš, ja ti velam deka ke te čekam, ej devojče od moja ta mala. Ti mi reče se ušte si mala, ti mi reče se ušte me sakaš, ja ti velam deka ke te čekam, ej devojče od moja ta mala. Našta ljubov najsrećna ke bide, koga moјто srce ke te vide, koga niš zbor tebe ke te vidam, sakam samo so tebe da bidam. Ti mi reče se ušte si mala, ti mi reče se ušte me sakaš, ja ti velam deka ke te čekam, ej devojče od moja ta mala. Ti mi reče se ušte si mala, ti mi reče se ušte me sakaš, ja ti velam deka ke te čekam, ej devojče od moja ta mala, ej devojče od moja ta mala. Da li ste imale turneji nadvor našava zemlja, Rubin? Ja znam дека сте имале во Америка, во Австралија. Па, овие неколку години... Обширно така, ајде, објасни ми. И од кога ви почнаа турнеите, пример? Ето, прилика. Па, Првата турнеја, кога? овие неколку години, да речам, мислам дека овие 3 години, мислам дека последните 3 години, да, прва турнеја беше, имавме покана од црквата Свети Кирил и Методи од Њуџерси. Председател беше Саше Шамбевски Шамбе. Значи, мораме да го поздравиме. Ни остана голем пријател. Значи, ни остана и пријател и дружба и се. Дружба и се, значи, тој беше, како да речеме, виновнико за нашето излегување од Македонија. Значи, поминавме преубаво, цела турнеја поминавме преубаво, имавме концерти низ цела Америка. Индијана, на првата турнеја. Беше подолга турнејата. Колку од прилика концерти одржавте? Може и така да се сетите? Па мислам дека беа 7 концерти беа, бевме секаде, во Охајо, бевме во Колумбус, во Чикаго, во Индијана, значи на сите места каде што има македонци, да речем, бевме и поминавме секаде преубаво. И благодарението да се заблагодариме, да речем, на цела управа, на Саше, на Зоки, нашиот пријател исто, и цела управа, Благајнико, Пеце, значи сега прекрасни луѓе. Не можеме да ги сетиме во моментов на сите. Поздраво за сите. Сите се заслужни. Последната турнеја ќе ми кажете каде беше? Малце само да се надоврзам, после тоа следуваше значи австралиска турнеја со друштвото Никола Карев на чело со председател Аце Петревски. Исто и со нас беше Елена Јовчевска, значи исто и Австралија поминавме преубаво. После тоа беше следна турнеја лани
не ова нова година, минатата бевме Канада. 2017 како иде? Па да. Да, 2017 2016-17 бевме Канада. Таму домаќин ни беше Трајче Ристочки, исто и неговата прекрасна фамилија, да ги поздравиме и нив и сите. Од Канада заминавме повторно за Австралија. Следна турнеја беше побарувачка имаше, следна турнеја беше Австралија. После отидовме на конвеншн исто во Њу Џерси, бевме поканети истата година. Исто во црквата Свети Кирил и Методи. После тоа следуваше за нова година, пак повторно во Америка. Повторно бевме годинава за нова година во Чести гости. во Америка, ама овај пат бевме домаќини ни беа црквата Успение на Пресвета Богородица, на чело со председатело Благој Станишовски, да го поздравиме и него во оваа прилика, и исто и цела управа на црквата Успение Пресвета Богородица во Охајо, и си поминавме преубаво. Значи од страна на турнеите тие ви беа, последнава рече, која беше? Сега во Америка. Последната беше ова во Охајо, што бевме во Колумбус, за што ја спомнавме сега. Добро, можеме да одиме значи со втората песна сега. Крај мене помина втората песна, вие имате и спот изработено. Да, таа песна беше за Прилеп Фест. За Втора награда имавме од публика. Спото кој ви го изработи, Руби? Интервенција? Не, спото на таа песна го работеше Бокс продукција. Бокс продукција и голема благодарност за професионалност. Одиме со втората песна. Дека можам се да направам, мислев ке те заборавам и со друга ке те заменам, ама Господ ме проколна и крај тебе срце остана. Крај мене помина, ти во очите ме погледна. Крај мене помина, гордоста твоја ме убива. Крај мене помина, ти во очите ме погледна. Крај мене помина, кога ќе ми простиш, најмила? Можам да ја лажам секогаш, мислев ке те заборавам и со друга ке те заменам, ама Господ ме проколна и крај тебе срце остана. Крај мене помина, ти во очите ме погледна. Крај мене помина, гордоста твоја ме убива. Крај мене помина, ти во очите ме погледна. Крај мене помина, кога ќе ми простиш, најмила?
кој од пеачите Рубин најмногу соработуваат од вашите колеги? Со работка. Досега оркестар Маестрал, значи соработка имаме скоро со сите. Значи 99,9 на народски кажано, значи сме имале соработка. Ако ме прашувате за посвадби, значи општо за со сите, нема со кој не. Проекти имаме снимано со Татјана Стефановски имавме Татјана, проект со пријателите, да, Елена Татјана, Велевска, Гавазова, Борче Наумовски. да, со Јордан Митев, Со Јордан Митев, со Гонце кога имавме проект, да, да. во ресторан Елен во Битола. Многу проекти се позади нас и Значи, така да. многу и пеачи од професионалниве пеачи Да. ги придружувате вие со вашиот оркестар. Да, да. Кога сме кај музичките numери, колку авторски песни имате? Значи имаме, вака сега имаме три CD-а со песни, една касета, да речем, она Да, 93-та што ја спомнавме, и имаме, оркестар има едно CD со авторски ора на нашиот колега Саше Петковски. Има неколку преработки, имаме, значи, како што е Лилјана Момеубаво, значи таа е преработка. Имаме и песни кои ни се поклон. Да, имам. Ќе го ослободам Рубин малку јас. А една песна имаме од Орце Стевковски, маестрално свириме, поклон од Орце Стевковски. И за неја има спот, и таа мислам дека ќе видиме во Да, баш сега во емисијата, така да. ќе пуштиме. И уште една песна имаме од Спасен Силјановски. Таа е Колку била тешка Боже далечината. И таа песна ни е поклон. Другите песни си Текстописец кој е? текстописец и на маестрално свириме Орце Стевковски и музика, меѓутоа аранжманот на двете песни е на Саше Петковски. Саше. Да. На ова што е на Колку била Боже тешка далечината, текстот е пишано на Спасе мајка. Еве да ја поздравим Инезе. Точно. И навистина мораме да кажеме дека оваа песна, значи помина преубаво кај гледачите, кај слушателите, многу ја прифатија и многу ја бараја. На тој спот, кој го работеше тој спот, мислам, која телевизија или продукција? На кое место? Интеве телевизија, значи Колку била Боже тешка далечината, Интеве телевизија го работеше спото на чело со Ване Петковски. На која локација беше? Тоа беше во Охрид на Свети Наум. Две локации и Галичица. И Галичица беше, да, и значи многу професионализам, значи со дрон беше сниман, со многу. Еве, и навистина голема благодарност и до Ване, и не само тој спот. Лилјано Моме е снимен спот уште од пред неколку години. Значи прв спот со ин продукција ни беше Лилјано Моме убаво. Одиме со Лилјано Моме убаво. Liljano mome ubavo, Liljano
годинава славите 30 години. Така е. Годинава 30 годишнината. На која дата и на кое место планирате да се одржи тој јубилеен концерт? Датата и локалот се познати, значи 1 август на Олимпискиот базен во Битола Император ќе биде. Сега за сега е само тоа дефинирано. Кои ќе бидат гости, како Гости ќе се биде уште. гости, како сето ќе се одвива, се уште не е да речем она 100% дефинирано за таа пригода, значи ќе се погрижи модното студио Шанел. Заедно, да, соработуваме со Пикси, да, еве и до него една голема благодарност кој навистина и тој многу професионално ја сработи 25 годишнината. Значи голема благодарност. Сето му беше организирано на ниво, еве и него да го поздравиме да не ни се налути. Да. И јас го поздравувам. Одиме со следната песна. Следната песна е Мајко моја. Што ќе кажете за таа песна? Па што да кажеме за таа песна? Таа е една балада, така баладичка за овие помлади генерации кои што Таа е препеана или ваша песна? Таа е наша песна, таа е песна на Иле Митревски, како и да речем Каши, многу повеќето песни. да, повеќето песни една и таа е една од неговите повеќе песни. Што да кажеме, балада, љубовна за овие помладите сега што се заљубуваат. Која годината ја имате? Таа беше 93-та снимена, меѓутоа преработена. преработена е сега, аранжмано е преработен и е во нов стил е на вистина песната преубава. Ајде да ја слушнеме. Мајко моја. Седам во неја на замислен, од мојта среќа оставен, но јас гледам во тебе, ти не си крај мене. Седам во неја на замислен, од мојта среќа оставен, тажно јас гледам во тебе, ти не си крај мене. Во раката моја е сликата твоја и очи ми на солзи, усни растрепери, срце ми прозвори. Мајко моја, зашто ме роди ти? Без неја не можам, со неја не сакам, со друг ја гледам, јас умирам. Без неја не можам, со неја не сакам, како да живеам. Сите се срекни наоколу, срекни во љубовта. Останав сам да живеам, полека умирам. Сите се срекни наоколу, срекни во љубовта. Останав сам да живеам, полека умирам. Чујте ме влюбени, неверство не чини, љубете искрено, љубете од срце, срекни да бидете. Мајко моја, зашто ме роди ти? Без неја не можам, со неја не сакам,
поубавите песни, следна што ќе ја слушнеме е Пари бре пари. Сега ме интересира само на која локација е сниман спотот, кој ви го снимаше, што ќе кажете за таа песна? Ајде, Пари бре пари е македонска народна песна. Така. Иницијатор за оваа песна е наш драг пријател од Швајцарија, го поздравим и него, Славе Ристевски од Лозана и неговата фамилија. Многу пати со него човекот е музикален и разговараме за песни, снимете ја ова, снимете она и ние на фамилијарна веселба на касета ни ја пушти оваа песна. Значи оваа песна, ако можете да ја најдете, ја побаравме, значи не беше заштитена и ја снимивме. Со, како да ти кажам, со нов аранжман. Меѓутоа е народна песната. Спотот е снимен на две локации, во Буково, село Буково, во Битола и на железничката станица во Битола. Исто го изработуваше спотот Ване Интеве Продакшн. Мислам добар спот, печалбарска ова песна. Таа песна спрема зборовите, например, како што се, Так. значи е печалбарска песна и ради тоа мораше биде снимена на две локации. Значи испреќањето, Така, враќањето на назад печалбарот. на печалбарот и ради тоа мораше да биде Така. снимени на вистина слушателите, мислам Како дека ќе мини бидат филм. одушевени. Така, така. Одиме со песната, значи Пари бре пари. Пари бре пари, пари бре пари, пари бре проклети. Многу бре народ, на душа седовте. Многу бре народ, на душа седовте. Уште од малечо печалбар појдо за пара проклета. Си оставив мајка мојто верно либе, заминав на печалба. Си оставив мајка мојто верно либе, заминав на печалба. Тугината мајко пуста да остане, младоста ми помина.
колку често се дружите со вашава група, со колегите? Имате слободно време? Па вака, значи сето слободно време, значи Дали поеќето од групава сте во како да речам, во Битола во иста населба или поеќето? не, значи не сме сите во иста населба. Значи тука Јас сме мислев Битола. дека сме од иста Не, населба. не. Значи сите сме тука во Битола. Значи сето слободно време го користиме во дружба, на кафе, некогаш муавети, некогаш кроиме планови за оркестарот, како да биде, што да Следен биде, настап. следен настап, Свадба. турнеја, свадба, ова, она. Значи се дружиме често и пробите. Разменувате искуства? Да. Скоро Значи, секој ден. Да. скоро секој ден. Можда не секој ден, ајде да речем, ама значи многу често и со проби и константно мора да се одржуваме. Дали можете да ми кажете некоја случка ваша, што ви се случила? Дали дури сте биле во Австралија, Америка, или кај нас позитивна или негативна? Некаква случка, можеш да ми опишеш накратко? Многу случаи Можеме има. да Добре, ја опишеме. една вака. Многу. Една, еве да кажам еден Интересно. немил настан што ни се случи во навраќање од имавме на турнеја низ Европа. Последна свирка беше во Швајцарија и сидиме, тргнавме, заврши турнејата се, тргнавме, сидиме за Македонија и на ниш на патарина ни се расипа комбето. Ни се расипа комбето, почна влезе во брзина, не може, не тргнува. Дефект нешто се расипа. Дефект се расипа, ајде со шлеп служба, со Па стигнавме друго комбе, стигнавме до граница, па ајде друго комбе не пречека и Патешествие и има. така, патешествие. Патување има, знаеш. Авионот за Австралија не остаje во Малезија. Малезија или Индонезија, кај беше? Малезија. Да. Малезија. Ни Мала замина за Куала Лумпур. Добро, тоа не беше наша грешка. Значи од почетокот на Да, се каснеше. летот каснеше Скопје 2 сати, па Турција 2 сати. Така, таму веќе останавме. Turkish Airlines на почеток Барем еден два ден прошетавме 2 сати во- каснеа. Ама и многу беше во Малезија, беше многу. Ајде да ја слушниме, значи, следната песна, маестрално свириме. Маестрално свириме секаде, секој да го развеселиме. А пак песна кога ќе запеме, старо младо сето игра се на нозе. Маестрално свириме секаде, секој да го развеселиме. А пак песна кога ќе запеме, старо младо сето игра се на нозе. Нема песна што не пееме, ниту кога свириме да застанеме. Со оро и песна ден и ноќе сме, маестрално секаде ние свириме. Ние сме битолчани мајстори, секој да го развеселиме. Дал со песна или оро весело, старо младо сето игра се на оро. Ние сме битолчани мајстори, секој да го развеселиме. Дал со песна или оро весело, старо младо сето игра се на оро. Нема песна што не пееме, ниту кога свириме да застанеме. Со оро и песна ден и ноќе сме, маестрално секаде ние свириме.
прашам дали имате наследници во вашава група? Со тек на време сега? Па да речем јас како еден од повозрастните членови, наследници имаме. Синот Андреј, да речем, доста добро напредува, свири кларинет, има неколку снимени ора, да речем, оди на музичко училиште кај професор Спиро Јовановски. Значи, доста за толку што е напредна, значи голема благодарност и до професорот, до Спире. Значи тој многу се труди околу него. Чупето му е ќерката исто така доста добро пеи, моментално да, моментално се најдува живее во Америка таа, во Њу Џерзи. Детето на колегата на Иле свири во оркестар Фаворити, армоника и можам да кажам дека на музичка академија и значи станува збор за еден голем виртуоз на армоника. Да, во група Фаворити, да. Значи станува збор за еден голем виртуоз на вистина. Детето на Саше, значи сега е на почеток свири клавиатури, свири на клавир на музичко, а и е одличен на тапане. Да. Значи перфектен. Браво. Генот го има. Генот го има. Значи замена има. И малото бацулче, да го речем, Лео, значи дава знаци на тапанџија. Мало се уште. Па сега во јуни 2 години. Да, ама знаците веќе ги дава. Ај бела со тапата. И тој ќе биде. Мораме да побрзаме со следната песна, толку и времето ние колку била воже Тешка далечина. тешка далечина. Далечина, Што да. ќе кажете за таа песна уште? Таа е навистина една прекрасна песна, печалбарска, значи Кој е автор на таа песна? автор на таа песна е Спасен, значи поклонот, Спасен, да, Спасен. И значи навистина нашите иселеници кои што се надвор од нашата држава, значи без разлика дали Австралија, Америка, Канада, низ Европа, значи навистина можат да се пронајдат во таа песна. Таа песна. Можеме да ја слушнеме да живееме. Да ми кажете сега следни турнеи, оваа година или следна година, што планирате? Дали имате некакви намери? Овака, точно така имаме Имате имаме нешто? договорено, да. Средината на август месец до средината на септември ќе бидеме повторно во Америка. Организатори сега моментално на оваа турнеја се црквата Свети Кирил и Методи од Чикаго. Поздрав до председателството и до председателот Горан Миленковски. Тоа е Причина за одењето е конвенција, тоа е собир на македонските цркви во Америка и во Канада. Значи голема манифестација, многу народ, Да. прекрасно дружење на македонците
сни учествувале минатата година, пред тоа на конвенцијата во Нью Џерси. Сега ни е втора конвенција ова која ќе бидеме присутни. Потоа имам уште една турнеја, за неа може да каже Рубин. Ајде, Рубинче, занесе. Следна турнеја, значи ќе видиме на кратко колку една недела ќе видиме во Шведска 6 и 7, мислам дека беше октомври, една недела ќе видиме, мислам дека на 6 ги сме во Шведска, на 7 Данска или Норвешка беше, така нешто Планот. беше. Планот е тој уште не е дефинирано, за Шведска е дефинирано, меѓутоа за Данска или за Норвешка не знам точно уште. И за нова година повторно ќе бидеме помеѓу нашинците во Австралија. Ова година сме во Перт. Организатори ни се, домајкини ни се Друштвото Вардар со председател Обале и цело председателство е да ги поздравиме. И после новогодишната ноќ заминуваме за Мелбурн, Сиднеј, Голд Кост, другите градови секаде каде што ќе не поканат. Так. Овде во Македонија сега овој период имаме доста празници. Иван ден, Петров ден, Нека ни се напомош на сите. Ѓурѓов ден. Така е. Што планирате, кај сте ангажирани? Па ангажирани сме многу по фамилиарните веселби. Значи 99% што би се рекло народски, по викенди сме по фамилиарни веселби, по свадби, крштевки и така. Цело лето, мислам, до оваа турнеја до Америка, до средината на август, значи цело лето е зафатено со ангажирано. Што ќе му посакаме на гледачите на нашиот регион, Пелагонискиот, како последна порака? Па една порака од Оркестар Маестрал, значи навистина да слушаат македонска музика, да го слушаат Радио Пела. Значи, навистина и голема благодарност до вашата екипа, значи за оваа иницијатива, значи што презентирате само македонска музика, тоа е за респект, за почитување и како да речам, слушателите се тие на крај што ќе оценат, што ќе оценат и за вас како радио и за нас како оркестар. Еве да ги поздравиме сите уште еднаш во име на Оркестар Маестрал. Јас кажав дека вие сте едни од најпопуларните во овој регион и затоа и добивте поканата. И мислам дека овој регион овде ќе настават и за да ве бараат и почесто, се и почесто и почесто. Па сега, ако заслужуваме, ако нека не бараат, поздрав до сите. Последна песна ни е Свадба на љубава. Да кажеме уште за Свадба на љубава. Свадбарска песна. Така. Текстот е на Ѓорѓ Атанасовски од Мелбурн. Тој исто еден фантастичен гитарист во Австралија, Ѓорѓи Атанасов, да го поздравиме. За таа песна имате ли спот изработено? Има спот изработено, имаше една сцена во Епинал и една сцена имаше во Оскар, една летна бавче. Да. Пицерија Оскар во Нижеполе. Драги пријатели, завршуваме оваа денешна емисија со групата Маестрал. Следна песна Свадба на љубава. Јасно ми сонце изгрева над нашата куќа убава. Со среќа денот со Ајлија, свадба да ни биде највесела. Со среќа денот со Ајлија, свадба да ни биде највесела. Со радост и среќа, со оро и песна, до година здравје и за крштевка. Со радост и среќа, со оро и песна, до година здравје и за крштевка.
sreća, so oro i pesna, do godina zdravlje i za kršteha. So radost i sreća, so oro i pesna, do godina zdravlje i za kršteha. Ej, kakva lična nevesta, za tebe majko od mena, za mene žena ubava, jasna ja ljubav do veka. Za mene žena ubava, jasna ja ljubav do veka. So radost i sreća, so oro i pesna, do godina zdravlje i za kršteha. So radost i sreća, so oro i pesna, do godina zdravlje i za kršteha.